Повелете прашање за новинарите. Повелете. Vraćanje, Ве молам само да се слушаме, повелете. Господине Заев, дали планирате враќање во парламентот? Во насока на ова, дали ќе учествувате во анкетната комисија за прислушување и дали воопшто ќе воспоставите политички диалог? После се што објавивме, дали треба да се вратиме во парламентот? Апсолутно. Драго ни е што огромно мнозинство во Македонија јасно потврдува, а останатите дел од граѓаните знаат зошто опозицијата е надвор од парламентот. Тоа го видоа сите. Овој парламентарен состав е нелегитимен. Не е избран на законски, фер и демократски избори. Опозицијата ќе се врати во парламентот после оставката на Никола Груевски за да ги дефинира чекорите за преодна влада. Само тоа. Повелете. Мислите ли дека оставките на Јанкуловска, Јанакиевски, Мјалков ќе придонесат некако за да се за истрагата за прислушувањето? Односно, кон вашите обвинувања да ги имате поднесено? Ево вака, значи, самите оставки на токму тие личности, знаеме и ние, знаете и вие медиумите, знае цела јавност, дека се првите и најверни соработници на Никола Груевски. И секако на оставките гледаме како чекор кон конечната цел. Целта е предпоследна Никола Груевски да даде оставка. Целта е враќање на слободата и демократијата во нашата земја. Овој процес е сам по себе циркус од самиот почеток на притварање на луѓе и одзимање на пасошот на председателот на СДСМ, тоест мојот пасош. Денеска, ако го читате и обвинителниот акт, кој што е веќе официјален документ доставен до судот, не пишува никаде странски служби. Таму пишува дека прислушкувањето е правено со инструменти на Министерството за внатрешни работи. Во самиот обвинителен акт. Тоа е еден чекор понатаму на откривање на вистината. Најверојатно, овие луѓе што не се таму можат да дадат придонес кон расветлување на вистината и во правниот процес и во политичкиот процес. Но не можат да бидат конечниот гарант дека со тоа што тие повеќе не се таму, вистината ќе излезе на крај. Горе врхушката е проблемот. Никола Груевски е тој што си во овие години ги контролира сите овие работи. Само со заминување на оваа власт на чело со Никола Груевски може да се вратат работите во нормала. Пополека да се издвои независноста на правосудниот систем од извршната власт, да биде растеретен од канџите валкани на политичарите, па да донесе правилна и правична судска одлука, како што треба во секоја демократска земја. Повелете други прашања? Повелете. Всичките разговори што ги водите во Брисел со посредство на европските претенции? Нема ништо од тие разговори. Прекинаа пред неколку недели, не се случуваат во моментот преговори во Брисел. Ако се случат, најверојатно Европската комисија или овде преку канцеларијата на Европската унија ќе биде тоа соопштено на јавност. Уште едно прашање. Пред некој ден на Алсат кажавте дека имате докази дека власта повеќе од година дена ги следала терористите во Куманово што биле. Тоа се прислушувањето, мислам од овие разговори ќе ги објавите, нема да објавите? Не, тоа не се разговори од прислушувањето, тоа се писмени материјали кои што најверојатно секоја опозиција на свет ги добива заради безбедносните служби, заради тоа да може да биде коректив во вистински момент. И апсолутно секогаш кога сум ги добивал како председател на најголемата опозициона партија, сум бил среќен заради тоа што власта, односно нашите пред се стручни безбедносни служби имаат под контрола и водат мониторинг на вакви терористички, криминални, бандитски групи кои што харат по теренот. Не е важно дали тоа 8 месеци биле следени или биле година и 8 месеци следени, еве и 8 месеци да биле следени. Тоа само по себе покажува и отвара дилемата дали не можело нешто претходно да се направи за да бидат сочувани
сиве овие изгубени животи кои што се случија. Иначе, последниот документ кој што датира кај мене за следење на Мирсат Надрцај, командант НАТО, на командант Бегу и неколку други е 13 септември 2013 година. Повелете други прашања? Тоа е првиот документ. Од тогаш наваму, значи продолжуваат со документација и доставување. Повелете, кој бараше? Ви благодарам на сите за трпението.